Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku jemi sërish së bashku me gjurmë dhe me një temë tjetër. E sot do flasim për arsimin, për shkencën, dhe do flasim me personin i cili është në krye të tërë kësaj. Në fakt në studio kemi ministrin e arsimit dhe shkencës, dhe nëse deri më tani kemi trajtuar këto fenomenet e shkollave dhe nxënësve në dimensione të ndryshme, sot kemi mundësinë që të flasim me të parën e këtij sektori, e cila në fakt vije në rend të parë për çdo gjë, për çdo situatë, për çdo ndryshim, për çdo gjë pozitive dhe për çdo gjë negative e cila ndodh në sistemin edukativ arsimor, por edhe më gjerë. Me mua së bashku këtu në studio Vesna Janevska, ministra e Arsimit dhe Shkencës. Dobar ден, добро ни дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Ви благодарам вас за времето, иако распоредот знам дека ви е каотичен и од настан во настан трчате цело време. За жал, не зборуваме секогаш за убави работи во општеството општо, но и во вашето министерство, за жал, секој ден се соочуваме и со убави и со немили настани. Би почнала од најпоследните ситуации со насилството кај децата и со некои последни одлуки кои што и во медиумите се проширија ваши, така да зборуваме за ова. Зашто е важно да немаме насилни деца во училиштата, а од друга страна и родителите да знаат дека и ти имат улога во растот на децата? Благодарам на прашањето, од исклучително значајност е, бидејќи самите настани што ни се случуваат последниве денови го покажуваат тоа. Може би постоеле секогаш, но добро е што денес ние разговараме за нив и не ги ставаме под тепих, односно не молчиме и не се правиме слепи и глуви за она што се случува. Тоа е една голема придобивка за нас, иако пак лошото е во тоа што децата ни се агресивни. Моето тврдење последниве денови е дека децата во училиштата не стануваат агресивни, не во училишната средина. Тие од надвор доаѓаат агресивни и во училиштето само ја покажуваат својата агресија и тоа вообичаено врз своите врсници. Проблемот е комплексен, мултифакторијален и не може да го решава само образование, иако има голем дел од ингеренциите таму, треба да се решава интерсекторски со повеќе сектори, значи секако треба социјалните служби да бидат вклучени, училиштата, наставниците, стручните служби во училиштата, психолозите и огромен дел припаѓа и во згрбот на родителите. Родителите, колку и да не се свесни, треба да знаат дека тие представуваат одлучувачки фактор во воспитувањето на своите деца и дека тие постојано, се додека не наполнат 18, а некогаш и после тоа, 18 години, постојано мора да се грижат за своите деца. Времењата не се лесни, времењата се тешки, но кога веќе имаме собствен пород, ние сме и должни да водиме сметка што се случува со нив, не да ги запоставуваме. Но и дополнително родителите треба да знаат дека најголем број, не сите, но најголем број од деца кои се однесуваат агресивно во училиштето, всушност дома гледаат или трпат насилие. Од тука психолозите, стручните служби, наставниците, социјалните служби мора да си ја превземат одговорноста и да го решаваат овој проблем комплетно, не само со децата, тие што се степале, тие што меѓу себе нели покажуваат нетрпение, туку и со родителите, и со класните, и со предметните наставници, сите заедно и секако Министерството тука стои на располагање во рамките на своите ингеренции. Што би се превземало следно? Ако некој дете е насилен, има вршено насилство врз некој друго дете, кои би биле чекорите следни? Првенствено би сакала да потенцирам дека треба да работиме на превенција, да го откриеме детето насилник. Мене ми е жал што велам детето насилник, но тоа е фразата. Тоа што се однесува насилно или покажува девијантно однесување, тоа би било најдоброто. Но доколку веќе делото се е случило, а ние веќе имавме и сериозни дела, неколку,
што навистина представува драстично девијантна појава. Не само се подскарале две момчиња или две девојчиња, туку има и сериозно насилие. Чековите се прво да се пријави во полиција. Мора да се пријави такво однесување во полиција. Училиштето, стручните служби, тоа треба да го направат, но не е решение само пријавувањето во полиција. Со тоа дете, кое така се однесува, мора да се работи. Мора да работат експерти, стручни лица, кои треба да му помогнат да се излече од таа ситуација на омраза кон сите останати, и тоа треба да се навистина стручни лица. Она што ние како Министерство го превземаме е да ги обучиме наставниците и стручните служби преку изготвување на прирачници за типот на постапката и начинот на постапката, и тоа сме го направиле, значи да знаат како да се справуваат со една таква ситуација. Дополнително побаравме да се возобнови нешто што е добра пракса и во Македонија и во странство. Извинете, а тоа е наставниците за време на одморите и во училниците, оти некои покасно влегуваат и порано излегуваат, и во дворот, и во ходниците, да се постојано присутни меѓу децата. Тоа се викаше дежурство, и да, во некои училишта постои, но во огромен број училишта нема дежурни наставници во ходниците, во училниците и во дворот, и тоа не смее така да продолжи, затоа што наставникот е таму да види и да спречи дали има ризик од појава на такво нешто. Конечно, јас апелирам до родителите да не дојде до таа мерка, но деновиве ке пратениците ке поднесат измени и дополнување на Законот за основно, а наскоро и на Законот за средно образование, каде што се предвидува глоба од 250 евра, денарска противвредност, за родителите на децата кои вршат насилие. И тоа за секое насилие поединечно. Денес истепал или гасал цигари, 250 евра. Утре го прави истото плюс 250 евра. И не само за тоа, туку и за несоработка со стручните служби. Затоа што нашето искуство кажува дека кога училиштето ќе изреагира, одреден број на родители не сакаат да соработуваат ниту со психологот, ниту со стручната служба, ниту со социјалните служби. За нив е истата казна ќе биде во оптек. Тоа би било многу интересно, бидејќи тука веќе зборуваме за нешто поразлично од тоа што до денеска е сватено, дека цело време родителите имат кажано дека школата е и едукативен институт и треба и наставниците да ми го едуцираат детето. Но колку би било тоа тешко ако треба и да научат од тој наставник и да направат некоја вежба и плюс да се едуцираат во исто време. Знаете, ние како општество целокупно многу малку ги почитуваме наставниците, а многу бараме од нив. Да, наставниците имаат воспитно-образовна улога. Меѓутоа, наставниците мора да работат во синергија со родителите, заедно со родителите, за нивното влијание да има ефект на детето. Ако наставникот вели немој, а родителот вели зошто па да не, нема успех. Или ако родителот вели немој, а наставникот вика може, повторно нема успех. Значи, тука мора да има едно заедничко делување, една синергија во која би требало да изроди добар ефект кај детето. Да, наставниците имаат обврска да го поправат или дополнат она што дома не можеле да го направат родителите во првите 7 години. После тоа детето е повеќе на училиште, но очекуваме да дојде на училиште смирено. Тие се деца, ќе бидат немирни, ќе сакаат да играат, но кога велам смирено, без агресија, без депресија, без насилие, без такво нешто. Ке има дел такви деца и да, училиштето ќе си ја преземе одговорноста. Но не може во денешно време на дигитализација, на вештачка интелигенција, на театри, на концерти, нас да ни расте, каде што има забава, сакам да кажам, на библиотеки, нели, на кина, каде што младите можат да најдат забава,
ние да се фокусираме на нивната агресија и да расте бројот на несакани дејствија низ училиштата. Кога сме кај училиштата и стручните професори или пак психолозите, педагозите, вие ни кажавте минатите денови дека се работи и за давање или пак лиценцирање на овие стручни соработници. Така За што се работи? Така е. Постои закон кој вели дека сите психолози треба да имаат лиценца за да можат да работат. Тој закон не бил имплементиран. Од разни причини, не е важно зошто и како, иако требало, но потребата, реалноста на животот нас сега ни вели дека психолозите треба да се лиценцираат. И не само психолозите, утре задутре можеби и наставниците ќе треба да се лиценцираат. Но, зошто психолозите? Што значи лиценцирање? Тоа значи да посети обуки, да отиде на некој семинар, да отиде на некое предавање, каде што ќе го усовршува своето знаење. Оти тоа не е статична работа. Тие завршиле дел од психолозите пред 20 години, кога владееле одредени теории и се препорачувале одредени механизми, но пред 20 години денешнава ситуација не е иста. Децата се променети, родителите се променети, општеството е променето. Нив им треба до едукација, комуникација со колеги, и јас ќе ја замолам комората, веќе имаме имавме неколку почетни состаноци, но ќе ја замолам комората да организира вакви доедукации, затоа што тие се стручното тело, па и факултетот за психологија да организира едукации за училишните психолози, да им овозможи и семинари, и состаноци стручни, и се што е потребно, за тие да се чувствуваат посигурни во својата работа. Зошто пак постои едно влијание, се извинувам, едно мислење, дека ако ученикот отиде кај психолог, тоа е нешто многу страшно. Не, тоа е најдоброто што може да му се случи на ученикот и на семејството. Затоа што психологот има знаење како да се справи со проблемот. Тој стереотип дека одењето кај психологот или одењето кај директорот е лошо и смевањето ти беше кај психолог, што би значило ти не си здрав, може би си болен, тоа мора да се прекине. Тоа е задача на наставниците. Ако наставниците успеат да надвладеат, и родителите ќе го прифатат тоа, тој стереотипот влада и во семејствата. Нели, кога ќе речат го пратија твоето дете кај психолог, нешто страшно се случило. Не. Напротив, тоа е придонес кон здравието, кон менталното здравие на нашите деца. Од тука да, ние ќе се подготвуваме летниот период, ќе комуницираме со комората. Знаете, многу работа има во образование и не се стигнува се во 2-3 дена, но тоа што го кажувам секако ќе се оствари за од септември натаму психолозите да почнат со едукација и со лиценцирање, така како што е и по закон. Ние ќе продолжиме со овие теми различни, само после рекламите, што ме пак публицитет да рекреме Срдично студио. И ако порекреме Срдично студио, да важдам те имаме министра на Арсеми Дашкенцас. За жал, најчистите насилни случаи кои што се случија овој минатиот период и се снимаа со телефони и плюс се ставеа во социјални мрежи. Наставниците се жалат од социјалните мрежи и од телефоните. Дали би можеле да се направи нешто во иднина со овие проблеми? Секако дека ќе мора да се направи нешто. Жално е што нашите деца не имаат емпатија и наместо да застанат во одбрана на по-слабиот и да го спречат на некој начин агресорот, тие се неми сведоци на тоа што се случува, дополнително снимаат, па дополнително и се фалат со нешто што е за срамење. Тоа е срамота. Тоа не смее да биде така. Јас лично не мислам дека ако им ги одземеме телефоните, ќе се смени нешто во нивното мислење. Не. Ние треба да ги научиме дека тоа е срам, дека тоа не смеат да го прават, дека тоа е лошо, дека тоа на нивните деца ќе им се врати лошо утре. Оти ако денес се чувствуваат силни агресори,
утре може би нив ќе им се случи истото или на нивните деца, браќа, сестри, помали и така натаму мора да станат свесни. Јас би рекла уште нешто. Може би 90% од нашите деца гледаат и TikTok, и Facebook, и агресивни содржини на телефоните, но не сите се однесуваат агресивно. Ако мене ме прашате, лично сметам дека треба да се ограничи употребата на телефоните, особено на училиште, и огромен број општини тоа и наставници го прават. За време на часот децата ги оставаат некаде телефоните, се фокусираат на знаењето, ги добиваат за време на одморите или кога ќе си одат дома, што е некако и логично, можеби сакаат да искомуницираат со родителите, особено помалите, повозрастните веројатно со пријателите, другарите, па и симпатиите, нели? Така малку да се насмееме. Ако ги забраниме телефоните на училиште, не сме го решиле проблемот и не сме ги забраниле дома. Значи, ние повторно заеднички, како група, родители, наставници, училишта, министерство, треба да работиме на подигање на свеста. За жал, да, меѓу младите, меѓу одредени групи на млади, постои мислење дека колку се по-лоши, ке речам јас, дека толку се поважни, дека се толку по-херои. Никој треба да им каже дека тоа е срамота, дека никаде во светот таквото нешто не се цени. Да, има негативни примери, присутни сегде и овде и надвор. И има филмови во кои победува злото, но реалноста е малку поинаква. Нивниот живот ќе биде добар, јас ова го тврдам, од многу искуство и од многу читање, ако честно и праведно го живеат тој живот, ако многу знаат од знаењето единствено што никој не може да им го одземе, и ако се однесуваат кон сите останати со почит. Би било можеби и премногу да речам со љубов, иако тоа е убаво, но барем со почит на сите околу себе. Тоа е гаранција за успешен и среќен живот. Се друго е огромен ризик. Некои држави почнаа постапка за да забрануваат социјални мрежи до 14, 15, 16 години во државно ниво. Дали тоа би било некој начин и тука кај нас ако би се спроведувало? Оно што ние како министерство го правиме е да обезбедиме безбедна интернет мрежа и веќе 100 училишта во Македонија се опремени со таква мрежа, за која ќе оневозможи непроверени пристап до непроверени сајтови. Индиректно кажано, значи тоа што децата не треба да го гледаат, нема ни да го гледаат, затоа што тоа се вика, нели, cyber security или кибернетска безбедност, и тоа веќе го правиме. Секако дека многу е модерно во светот и неопходно е, не е само модерно, актуелно е точниот збор, не модерно, тоа ќе мора да дојде и кај нас. Ние ќе мора да обезбедиме кибербезбедност и во училиштата, и во институциите, но секако и родителите треба малку повнимателно со употребата на телефоните, особено кај децата. Мене ми е, например, познато дека постојат ограничувања во минути, не да биде детето 3 сати, туку да биде можеби 10 минути, па да види некоја интересна содржина, постојат ограничувања и до одредени сајтови, и како што гледате, ние цела емисија зборуваме дека се тоа мора да се прави заеднички. Мора да се прави заеднички. Она што, еве, јас би рекла дека може би е добро, а се надевам дека и граѓаните тоа така ќе го сватат, Министерството е отворено за соработка. Ние во педагошката служба имаме психолог. Училиштата повеќе или помалку се отворени за соработка. Со полицијата планираме еден убав проект да направиме, се отворени за соработка. Социјалните служби повеќе или помалку во зависност како се организирани,
се отворени со работка, имаме добри изгледи да направиме нешто добро. Училиштата и домот би требало да биде двете најбезбедни места за сите деца, но месеците ни има докажано дека лажните аларми за бомби ги прават овие училишта да не се чувствуваат безбедни места. Дали имаме план за менување на протоколи со полицијата или пак како ќе се решават случаите, бидејќи знаеме во Тетово имаше многу често лажни аларми за бомби. Така, не беше само во Тетово, имаше и во други градови и да, тоа беа лажни аларми дека се поставени бомби. Протоколот е изготвен. Протоколите се изготвени и она што е најинтересно, а и најлошо, на крај полицијата успеа да открие дека во неколку случаи ваквите лажни закани доаѓа од ученици, кои се несвесни колку е тоа страшно и лошо, мислејќи дека губењето на часови е некаква придобивка, за да испаднат херои пред своите другари, го прават тоа не знаејќи дека еден аларм значи активација на министерствата, активирање на МВР, активирање на специјални единици, активирање на кучиња, доаѓање на местото, пребарување, губење време на лажен повик додека на друго место се склучува криминал, трошење пари за лажен повик а може да се потрошат за нешто друго. Ние мора овие работи да им ги кажеме на нашите деца. Не е смешно кога пред другарите ќе рече, знаете, јас пуштив мейл дека има бомба. Или губивме часови за ова. И за тоа изгубивме и тие викат браво. Да. Не е затоа што се ова, јас што го кажав, нив им ги скратува ресурсите, нив им ги намалува можностите. Така да, тука веќе е сосема средена. Извинете, ситуацијата, заедно со МВР, протоколите се изработени, доставени се до училиштата и она што е многу важно, што им го праќавме на Тетово како сигнал, не смеа да користат лични персонални мејлови. Мора да користат само официјални државни мејлови, а тоа е Schools, мејловите на Schools. Другите мејлови, односно овие, се контролираат за да нема испраќање од недозволени IP адреси пораки. Ако ги скористат Schools мејловите, нема да се доведуваме во ситуација да доаѓаме така во нели и панични ситуации. Затоа потенцирам само Schools мејловите, приватните мејлови дома, не на училиште. Значи, приватните работи се за дома, а службените работи на работно место и во служба. Со новите протоколи, дали значи што ќе се минува од моментот можеби кога ќе се добиве ваква закана? Со оглед на напредокот на дигитализацијата и информатиката, при самата пријава во МВР, тие веќе имаат и инструменти и начини да проверат дали е лажен или не е лажен мејлот, доколку одлучат дека можеби реално постои опасност, се информира училиштето децата да се евакуираат, а специјалните единици доаѓаат да го проверат училиштето. Значи, клучно е одлуката на МВР кога ќе добие мејлот. Така е. На училиштето мора да го пријави, нели, во МВР. Супер. Значи, децата веќе тешко дека ќе играат со овие многу важни институции. Не, затоа што нивните родители ќе одговараат ако децата продолжат така да се однесуваат. Не смеат. И тоа е насилие. И тоа врз цело училиште. И во сите наставници и на сите ученици. Колку е тешко и жално што како општество ни треба санкција за ние да се поправиме или пак да не вршиме недобри дејства. Сите општества поминале различни периоди, па и нашето. Некогаш е неопходно да има санкција, но да се надеваме дека санкцијата има двојна улога. Едната е улога на заплашување, и нели тоа како велат кај нас страв лозија чува, а другата е стварно санкција која би требала, поради која би требала да се
почувствува казната. Јас се надевам дека по примерот на Safe City и заканите и казните ќе дадат брз ефектот и ако ние на Safe City можевме да се прилагодиме за 2 месеци, тоа значи дека сме умен народ, интелигентен народ и на секе можеме да се прилагодиме, само ако ги знаеме точно правилата. Еве ги кажуваме правилата, за да можеме брзо да се прилагодиме. Ние ќе продолжиме, имаме уште неколку работи за зборење, но после рекламите што ме пак публицитет да дорикнеме срдиш на студио. Ја го порикнеме срдиш да не важдојм биседам, дали та не биседувам për shkolla dhe patjetër biseda do vazhdon për shkollat, pasi që vazhdojmë të jemi me ministrën e arsimit dhe shkencës. Нешто што овие минатите години се гледа и се чувствува за жал е дека многу училишта се празнети од учениците. Гледаме дека секоја година помал број се регистрираат на прво оделение. Да зборуваме малку за оптимизацијата на класите, на наставниците, бидејќи во некои училишта имаме недостаток на наставници, па предаваат по неколку предмети, а во други можеби има премногу наставници. Така е. За жал, демографијата, бројките во демографијата се неумоливи. Ние имаме се помалку деца и последните мои информации велат дека ние имаме 28% деца помалку, а 46% наставници повеќе. Тоа е еден дисбаланс кој ниедна земја, се извинувам, не може да го издржи и не би требало да биде така, особено затоа што нашите ученици на меѓународните тестирања не покажуваат добри резултати. Што значи ова 28 и 46%? Намалувањето на бројот на ученици во училиштата не сведе на бројка од 11,4 ученици на наставник. Во најбогатите земји од ОЕЦД 15 ученици се по наставник. Уште една информација ќе ви дадам дека 2/3 од нашите училишта се подрачни, а во нив учат само 12% од учениците. Значи, постојат цели училишта во кои има 3 деца. Цело училишта, голема зграда во која има 5 деца. Или 10 деца. За нив се ангажираат понекогаш помал број, но понекогаш по 12, по 15 наставници. Тоа никако не е добро и мора да постои подобар начин да се разреши овој проблем. Зошто не е добро? Затоа што децата се изолирани, 3-5 во цело училиште, во едно село, а треба да видат и да имаат и другарчиња, да видат и нешто помодерно, смарт табли, компјутери, таблети и така натаму. И мора да се најде начин тие да се придвижат кон централните училишта. Во корист првенствено на децата, но и во корист на буџетот на општината. Одржувањето на цели училишта кои би можеле покорисно да се употребат заради 5 ученици е навистина нешто што не е дозволиво. Зградата секако Министерството нема да им ја земе, зашто и да им треба. Еве гледам 2 општини за старски дом. Една општина бара да издаде на приватник да отвори таму фирма на производство одредено. Значи, тоа ќе даде придонес во економијата. А вака кога ги чуваме децата изолирани, ем се изолирани, ем не постигнуваат знаења, ем општината нема никаков приход. Оптимизацијата е почната, ја спроведуваме со УНИЦЕФ и Светска банка. Дел од општините сами увидоа дека е добро да ја направат, затоа што во дел од општините над 90, во некои општини 99,9% оди само на плата. Па во тие општини очигледно има превработување, затоа што постои формула по која се пресметува чинењето на ученик, таму има многу вработени. Има општини каде што навистина недостасуваат наставници, каде што училиштата, за да продолжи воспитно-образовниот процес, морат да искористат еден наставник и за повеќе предмети. Исклучително многу водиме сметка да нема нови вработувања таму каде што има многу вработени наставници. Некако со периодот на пензионирање, значи тие што се вишок да одат во пензија, другите да останат.
Но ние предлагаме и бараме општините треба да го спроведат овој процес, затоа што училиштата се во нивна ингеренција, но јас пак ги кажувам бенефитите што ќе ги имаат општините доколку го спроведуваат овој процес. Како ќе изгледа? Што ќе се случува со тие училишта што имаат само 3 деца? Каде ќе одат тие 3 деца? Во најблиското друго училиште. Знаете, ние имаме многу училишта кои се само на 3,5 или 5 километри од другото училиште, кои исто така полупразно. Не станува збор за затварање на училиштата кои се наоѓаат 30 километри во планина. Или во некој правец во кој навистина е тешко пристапен. Таму наставниците ќе си одат и ќе си ги учат децата. Се додека не пораснат, за да можат да се префрлат во ученички дом или во поголем град. Но ако на 2,5 километри ви имате централно училиште во кој има слободна училница, зошто овие деца во подрачното училиште 3, 5, 15 нека се, 20 вели законот, не ги префрлиме заедно во другото училиште со сите други дечиња. Така ќе изгледа тоа практично. А транспортот? Транспортот го плаќа општината. Значи ќе биде организиран транспорт за сите деца. Се што е над 2,5 километри, до 2,5 километри не плаќаме транспорт, се што е на 2,5 километри плаќа општината. Се зборува за од блок дотациите кои ги дава буџетот на Република Македонија. Се зборува за преместување на работните места на професорите, на наставниците, например од некоја школа каде што има премногу да се префрлат во друго. Јас мислам дека е тоа добро решение. Ако во едно училиште недостасува наставник, а во друго училиште е вишок и тој треба да оди во технолошки вишок, зошто да не патува 2 километри, нели, во истојата општина, во истиот град, за да си го зачува работното место. Јас мислам дека има и други опции. И законот дава и други опции, доколку, например, навистина е проблематична ситуацијата во училиштето, вишокот, никогаш наставник не е вишок, немојте погрешно да го интерпретираме тоа. Тој што нема доволен број часови. Инаку наставници никогаш не се вишок, ни доктори не се вишок. Ете да бидам така малку себична. Ако нема доволен број часови, тој може да помогне 1 година како образовен асистент. Ако нема доволен број часови, може да помогне во целодневен престој на децата. Но така ќе си ги зачуваат не само работните места, туку ќе помогнат во образовниот систем за децата да добијат поквалитетно знаење. Јас повторувам, срамота е, ние сме дел од Европа, нашите деца да се на последно место. А интелигентни се исто колку и нивните другарчиња во сите други земји. Ние сме при крај на нашиот разговор. За жал, за телевизиско време, ако за образовниот систем да се зборува, треба денови и недели. За крај, ако имате нешто да ни кажете за нашите граѓани, за нашите деца или пак родителите? Па да, би им рекла на родителите да одвојат малку од нивното време, колку и да е тоа тешко, и да го посветат тоа внимание на учениците. На учениците би им рекла дека агресијата не решава ниеден проблем, а тоа им го велам и на родителите, па и на наставниците кои знаат некогаш да ударат силна шлатканица. Агресијата не е решение на проблемот. Решение на проблемот е зборувањето, и разбирањето, и почитувањето. Но она што сакам да им го пратам како порака на сите ученици е дека нема ништо што е поскапо од нивното знаење. Дека само тоа е нешто што никој не може да им го земе. И тоа е највредно што можат да го имаат во животот, затоа што се што е материјално, а тие го имаат, во 1 секунда може да го снемаат. И им давам пример. Земјотрес ја нема куќата. Крадец им ја украл колата. Сестрата се омажила, веќе не е во вашата фамилија. Значи, се можете да изгубите. Ама она што го имате во главата, никој не може да ви го земе. И со тоа што го имате во главата и со своите 10 прсти може да направите се да биде прекрасно. Ви благодарам многу. И јас вам ви благодарам. Фала за поканата. Нектон билим емисионен со Башко Миропавшем.